Во предвечерието на така наречената голема војна, Првата светска војна, внатре државните состојби во скоро сите држави, особено најсилните, кои директно или индиректно ја започнале војната, биле критични. Државите или барем повеќето од нив се соочувале со постојани силни штрајкови, немири, судири помеѓу групи на граѓани мотивирани од економската неправда. Внатре државни бунтови против владите кои пак биле постојани двигатели на коруптивни скандали и секаков вид на декаденција, истовремено биле и неспособни да најдат решенија за грдата реалност. Некои од овие влади отворено, а некои помалку отворено состојбите ги насочувале кон избивање на големата војна, надевајќи се дека со тоа вниманието на своите граѓани, наместо кон сопствените коруптивно-криминални активности и внатрешните револуции, ќе го свртат кон надворешната опасност. Овие влади сметале дека е полесно за нив да водат војна со некој надворешен непријател, отколку со сопствените граѓани. Притоа погрешно ги процениле размерите кои големата војна ќе ги достигне. Не ни предпоставиле во колку големо страдање на човештвото таа ќе се претвори, а ја посакувале само за да ги спаси од вртлогот кој самите го направиле и во него тонеле. Политичарите сепак успеале сопствените граѓани да ги втурнат во крвавото светско лудило. Силната пропаганда успеала да го направи своето. Со зачудувачка леснотија некои од владите, како решение за внатредржавните проблеми за сопствените надворешни претензии на своите граѓани, им ја понудиле големата војна и уште посилно продолжиле со корупцијата и криминалот и со военото профитерство. Граѓаните наместо да организираат штрајкови и револуции во сопствените држави, сега се упатиле на боиштата ширум светот да гинат за нивните влади да можат непречено да владеат. Во својот дневник младиот германски конјачки офицер Рудолф Биндунг, обкружен со огромни количини на смрт, згрозен од страдањата на човештвото, веќе во октомври 1914 година запишал: "Бескрајен срам за човештвото. Се постанува безсмислено, чисто лудило, ужасна несолена шега на народите и нивната историја. Ова е крај на сите срекни завршетоци како во животот, така и во уметноста. Јас во својата скоро 4-децениска воена кариера бев обкружен со огромни количини на смрт. Учествував во 3 крвави војни или воени конфликти. Во сите тие војни јас водев одбрамбена војна, но и моите непријатели водеа одбрамбени војни тогаш, кој беше напаѓачот, кога сите се браневме, чисто лудило, ужасна несолена шега на народите и нивната историја. Тоа беше крај на сите срекни завршетоци како во животот, така и во уметноста. Тоа беше бескрајен срам и за мене и за владите, и моите и на непријателите, но и за целото човештво." Денешниве состојби се многу слични на состојбите во предвечерието на големата војна. На светската сцена во моментов се активни и беснеа 2 крвави војни – руско-украинската и израелско-палестинската. Руската федерација вчера, 15.4.2025 година, истрела балистички ракети врз украински град. Имаше, според првичните извештаи, 34 жртви, помеѓу кои деца. Во Палестина секојдневно гинат деца. Нема можности ниту хуманитарна помош да се достави до цивилното население, а Организацијата на Обединетите нации не може ништо да направи. Светот молчи. Соединетите Американски држави се обидуваат во Украина веднаш да настапи прекин на огнот, но и веднаш да настапат со експлоатација на што поголеми наоѓалишта на природни минерали и други ресурси за производство на енергија. Европската Унија малку се интересира за израелско-палестинската војна, но затоа пак прави се за војната во Украина. Никако да не биде прекината. Се трошат огромни финансиски средства на европските граѓани за помош на Украина. Се трошат огромни количини на воена опрема и оружје. Оние од воено-индустријскиот комплекс и воените профитери профитираат како никогаш досега во историјата на храбрите европски лидери, ќе ја продолжат војната, се до последниот украинец. Тие, европските лидери, заседнати на своите удобни фатели кои им се дадени на користење од европските граѓани, ги билдаат своите сметки со провизиите од воено-индустријскиот комплекс и ги планираат наредните ангажмани на своите фирми во евентуалната обнова на Украина,
и во експлоатацијата на природните ресурси. Во меѓувреме, бројката на загинати украински војници се искачи на 1.300.000, а загинатите деца, жени и стари лица никој веќе и не ги брои. Истовремено, скоро во сите држави во светот владее хаос. Стотици милиони граѓани мигрираат од своите домови и лутаат раздвоени од семејствата низ светот со надеж дека некогаш и некаде ќе се соединат. Нивната голгота е директен резултат на премудрите политики на лидерите, кои со војни ќе градеа мирен и просперитетен свет. Се затвораат фабрики, работниците остануваат на улици. Сиромаштијата чука на вратите на нивните семејства. Политичарите, лидерите, нивните пари ги инвестираат во разгорување на војните. Сиромаштијата го уништува и здравството, и образованието и секако ќе предизвика огромни количини на смрт. Но не така брзо и толку профитабилно како војната. Скоро сите земји во светот енормно ги зголемуваат своите воени потенцијали. Според лидерите политичарите, геополитичките околности биле такви што заканата од воени напади врз нивните држави била многу реална и само што не се реализирала, така да неопходно било да се вооружиме и подготвиме. Треба ли да заборавиме дека и војната, и мирот, и просперитетот, и деградацијата ги градат токму тие, лидерите, политичарите? Имаат ли тие решенија за растечката инфлација во скоро сите држави, за економската рецесија која го зафаќа целиот свет? Имаат ли решенија за нивната длабока инволвираност во коруптивно-криминални активности, за плячкосувањата на сопствените граѓани, за насилството кое го применуваат кон своето население? Зашто ги доведовме на власт? За да владеат во наше име, на граѓаните? Или за да владеат со нас, со нашите животи и на нашите најблиски? За да владеат со нашите животи и души, за да гинеме во војни? Веќе е јасно. Како и во предвечерието на големата војна, лидерите, кои самите ги избравме, повеќето од нив, немаат способности ниту капацитети да ги решаваат проблемите на граѓаните. Нивните врвни вештини и знаења најдалеку можат да ги одведат само до водите на корупцијата и криминалот. Но во тие води нема да бидат самите удавени, туку ќе не удават нас, граѓаните. Како и во предвечерието на големата војна, така и денес ќе се повикаат на нашата одговорност кон државата, на нашиот патриотизам, на неопходната наша жртва за одбраната на државата, народот. Како и во предвечерието на големата војна, така и денес ќе се обидат да не одведат на боиштата ширум светот, да се убиваме меѓусебно, да гниеме и гинеме, за тие да можат да профитираат и владеат. Почитувани читатели и слушатели, не заборавајте, во војната владите, лидерите и политичарите даваат топови, богатите финансираат, даваат волови, а сиромашните ги даваат своите синови. После војната, владите ги земаат своите топови, богатите земаат повеќе отколку што дале волови, а сиромашните ги градат или бараат гробовите на своите синови. Ова е бескраен срам за човештвото. Се постанува бесмислено, чисто лудило, ужасна несолена шега на народите и нивната историја. Ова е крај на сите срекни завршетоци, како во животот, така и во уметноста.